Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Најправен искрено сочувство до семејствата, блиските, роднините и пријателите на трагично загинатите во големата трагедија во Кочанската дискотека и побрзо закрепнување на сите повредени. И денешната емисија е посветена токму на големата несреќа и пожарот во Кочанската дискотека. Ќе говориме за интензивното лекување на тешко повредени пациенти. Со мене во студиото е доктор Никола Шиков, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Шиков, колку пациенти од големата трагедија во Кочани беа хоспитализирани во клиничката болница Аџи Бадем Систина и каква е нивната моментална здравствена состојба? Како прво би сакал и јас да изразам едно длабоко искрено сочувство до семејствата, роднините, пријателите на трагично загинатите лица. Се надевам за брзо закрепнување на повредените, им следи долг процес на лекување. Се надевам дека ќе биде комплетно успешно и сите здрави, живи и работоспособни ќе се вратат во нашата земја. Клиничка болница Аџи Бадем Систина уште во раните утрески часови на неделата на 16 март ги отвори ширум вратите за комплетно бесплатно прием, тријажа, третман, продолжено лекување на повредени лица. Веднаш беа испратени 2 комплетно опремени медицински возила во Кочани, од каде донесовме еден повреден пациент. Беше сместен во единицата за интензивно лекување. Моментално е стабилен и префрлен на одел. Првиот ден имаше хоспитализирани 5 пациенти, во текот на денови имаше 10, утрово има 4, сите се во стабилна здравствена состојба. Тројца пациенти се на одделите на интернистичкиот одел, хируршки одел. Еден пациент е во стабилна состојба во единицата за интензивно лекување. За какви повреди најчесто стануваше збор? Кои моравте вие и вашите колеги да ги санирате? Кај двајца од пациентите се работеше за поопсежни изгореници со зафаќање на над 20-25% изгорена површина од кожата, а другите пациенти беа со вдишувачки повреди, вдишале газ. Имаше неколку пациенти со набиеници по телото. Имаше и доста прегледи во пациенти само иницијативно доаѓаа во ургентниот центар. После укажаниот иницијален третман, највеќето од нив беа пуштени на домашно лекување, еден беше задржан, и тоа во меѓувреме и тој се замена на домашно лекување. Како што кажав, утрово се 4, сите се во стабилна здравствена состојба. Зошто при сериозни изгореници, ве споменавте и вдишување на чад и останати штетни гасови кои ги има во тој дим, слушавме дека има разни штетни честички кои биле испуштани пред се под висока температура, значи бил вдишуван доста топол воздух, е неопходно интензивно лекување и нега и овие пациенти се сметаат за критични. Кај повредите од висока температура, освен изгорениците по кожата, најголем проблем представуваат овие вдишувачки инхалаторни повреди, за кои што спрема во податоците од литературата, одговорени се дури за околу 80% од смртните случаи се последица на тие инхалаторни повреди. Поради тоа се работи, значи, за сериозни овие пациенти со изгореници над 20-25% и поголем процент, заедно со вдишувачките повреди се сметаат за критично болни пациенти. Односно, што значи критично болен пациент? Критично болен пациент е секој оној пациент кој што непосредно или потенцијално постои опасност по неговиот живот, по нарушување на виталните параметри, работа на срце, работа на бубрези, респираторна функција. Тие мора да бидат сместени во единиците за интензивно лекување под постојан мониторинг со најсовремени методи, up-to-date третмани на лекување, се следи нивните параметри
се до оној момент кога ќе излезат од таа животно загрозувачка ситуација и лекарски конзилиум составен од анестезиолог, интензивист, хирург, пластичар и други специјалности ќе се донесе одлука дека може да бидат префрлени на едно пониско ниво на грижа. Прашавте за зошто е неопходно интензивно лекување уште на самиот почеток и во што се состои лекувањето? Кај изгорениците прво ќе ги кажам изгорениците на телото, после ќе збориме за тие инхалациони. Кожата е најголем орган на телото. Таа представува наша една бариера спрема надворешната средина. Бариера од различни микроорганизми, бариера од топло, бариера од студено. Таа представува и резервоар на вода, резервоар на масти. Со нејзиното нарушување на оваа бариера се нарушува, као најголем орган во на човечкиот организам, се нарушуваат количината на вода, се нарушува на терморегулација. Пациентите може да влезат во една хипотермија, односно телесната температура да се спушти под нормалата, а од таа под своја страна една изразита хипотермија и таа предизвикува низа драматични пореметувања во организмот. Пред се, оштетени се, кога се оштети кожата, се оштетуваат крвните садови, излегува вода. Водата повлекува протеини, крвните садови остануваат без течност. Доаѓаат една така наречена шокова состојба, медицински се вика хиповолемичен шок. И ендорганите, значи крвта треба да донесе кислород, хранителни материи до сите клетки во човековиот организам. Крвните садови остануваат празни, сите клетки во организмот страдаат, најмногу страдаат виталните органи. Срцето, бубрезите, мозокот, белите дробови и сето тоа може да доведе до една состојба, како што се нарекува, мултиорганска дисфункција, која што е животозагрозувачка со висок процент на смртност. А во иницијалниот третман, ние треба да се бориме против тој хиповолемички шок. Има посебни формули за пресметување на точно количество течност колку што треба да примат. Не треба да го забораваме фактот дека секој човечки организам е посебна единка. Имаме ние препораки спрема кои треба да се водиме, меѓутоа секој човек е индивидуа, мора да имаме индивидуален пристап спрема секого, различно. На некого сега збориме, значи, под широката. А од што зависи тоа индивидуално според висина, тежина, возраст? Децата имаат етни потреби, здрав возрастен има едни потреби, повозрастни луѓе со придружни коморбидитети, некои имаат слаби бубрези, некои имаат слабо срце, мора пристапот да биде индивидуализиран. Треба, значи, да бидат поставени еден сериозен мониторинг, да се следи колку и што им треба и спрема тоа да се прилагоди третманот. Сепак има светски универзални водичи и протоколи во третманот на овие пациенти. Значи се надоместува прво интраваскуларниот волумен, односно волуменот кој што треба да биде во крвните садови, за да имаме адекватна перфузија на телото, односно на виталните органи. Им се дава плазма или тоа е подоцна? Иницијалниот третман, значи човечкото тело е највеќе составено од вода и од електролити. Значи иницијално има огромен губиток на вода и електролити, направо тоа треба да се надомести. Да се исполнат крвните садови, да се запази тој електролитен. Тука под електролити, за да разбере широката јавност, се смета натриум, калиум, хлориди, магнезиум, калциум. Тие со анализи на секој час се гледа се вика тој ацидобазен статус, што му фали на организмот, се надоместува. Има некоја ацидобазна рамнотежа, pH, pH вредност на кожата, вредноста, значи тај ни е показател и до кај сме со третманот, има и други параметри, не би навлегувал толку длабоко, затоа што не се работи за толку стручна емисија, за да се пополни тоа васкуларно корито и до сите клетки организмот колку што можеме да воспоставиме една нормална циркулација. Се губат и протеини, меѓутоа спрема препораките, тие во подоснежниот
период од третманот се надоместуваат. Кога збориме за овие инхалациони повреди, спрема литературата и спрема центрите што се занимаваат највеќе со таа проблематика, кај сите оние пациенти кои што има поголеми изгореници од 20% и кои што покажуваат дека имаат знаци на засегнување на дишните патишта, во смисла на една зголемена секреција, кашлица, искашлување на саѓи, односно на карбонифициран материјал, некои центри за сите тие пациенти веднаш поставуваат ендотрахеална цевка, односно цевка за дишење, која што, доколку нема потреба, во текот на денот или во текот на редните денови ќе биде извадена. Тоа е значи како една превенција, тоа не е опасно. Помош, подршка, затоа што некогаш на почетокот некој пациент изгледа дека со проводни дишни патишта. Дишни патишта смета нос, устата, ждрелото, трахеата, билите дрови. Некојаш тие на прв изглед гледаме дека човекот е многу изгорен, изгореници на лице, врат, нормално диша, но и внатрешни изгореници, при вдишување на топол чад дим. Тоа може да не излаже дека тука се работи за проводен дишен пат, ќе го ставиме пациентот, нема да го обезбедиме дишниот пат, во наредните неколку часа од првиот ден се јавува поради тие изгореници, оток, зголемена пропусливост на крвните садови, ќе ни се затворат дишните патишта и можеме да дојдеме до драматична ситуација. А за тоа значи има и тоа превентивно да се стави цевка за дишење во дишните патишта, која што доколку нема потреба, која обезбедува кислород, која што обезбедува вдишување на кислород и издишување на јаглероден диоксид. Има и терапевтска процедура, кога веќе со инспекција масовно изгорено лице, изгорено со лесна инспекција, изгорен нос, ноздри, изгорен устна шуплина, кај нив апсолутно, значи треба да се постави цевка за дишење, затоа што кај нив во секој случај ќе дојде до оток и после драматично е, затоа што дишните патишта не се некој со драматичен диаметар, се работи за од 8 до 10 милиметри, децата се многу помали. Мораме да го обезбедиме дишниот пат. Дури во некои центри се препорачува рана операција, отворање на дишниот пат. На душникот се вика процедурата трахеостома. Тоа не е ништо, тоа е многу корисно за лекувањето на пациентите. Рутинска Па да, додека процениме дека третманот ќе трае подолго и се работи за повеќе изгореници на тие дишни патишта, се прави тој отвор во дишните патишта. Често пати дека оддавна работам во интензивно лекување, се јавува страв кај семејствата дека ќе се отвара тој дишен пат, меѓутоа тоа доколку нема потреба. Тоа е таа интубација? Тоа се вика процедура на трахеостома. Интубацијата е одгоре, а трахеостомијата се отвара, значи дишен пат на вратот. Доколку нема потреба, се вади таа цевка за дишење што се поставува, трахеостомска канила, за неколку дена комплетно затвара и ништо не се позна. А нас и на пациентот му е многу корисна, затоа што има еден безбеден дишен пат. Доколку лицето е многу отечено и имаме цевка за дишење, доколку ги немаме превземено, се превземаат мерки, меѓутоа се случува во текот на лекувањето. Брзината е многу клучна. Доколку излезе, може да излезе тој, затоа што тие структури отекуваат, може да го стеснат дишниот пат и доколку немаме адекватен отворен дишен пат, тоа е многу опасно. Се работи, значи, дишењето доколку престане за 3 минути, се губи живот. Така е. Мораме да имаме безбеден дишен пат. Преку тој дишен пат се прави проценка, се прават процедура на бронхоскопија, со посебен инструмент се влегува во дишните патишта и се прави инспекција на дишните патишта и на белодробниот паренхим, доколку има туѓи тела, доколку има распаднати, односно оштетени ткива, може да се запушат тие алвеоли кај што се прави гасната размена. Со помош на бронхоскопијата се чисти белодробијата и се овозможува гасна размена која е основа на живот.
Многу чести се, како велите вие стручно, тие едеми, односно изгореници, може да се видат и да се констатираат со бронхоскопија? Едно воспаление, секој оди со црвенило, со оток, затоа што е зголемене пропускливоста на крвните садови. Отокот е задолжителен кај изгорениците. Дишните патишта се, како што спомнав, со мал диаметар, може да се затворат доколку не се изреагира на време и со тоа, значи, се доведуваме во една многу незавидна ситуација, а немаме времето за делување е многу ограничено. И заради тоа има и таа, како што спомнав веќе претходно, превентивно поставување на цевка за дишење, а терапевско кога веќе знаеме дека има. Освен овие изгореници, постојат труење со јаглероден моноксид, кој дополнително ја комплицираат. Да, и труење со цијаниди, затоа што кога гори оган, посебно со овие пластични материјали, јаглероден диоксид, доколку се вдиша во големи количини, во 80 до 90% настанува смртност за неколку часа, ако 100% за неколку минути. Задолжително, значи, кај пациентите при вакви масовни, кои што се изложени на вакви масовни трагедии и пожари, треба да се смета на труење со јаглероден моноксид и овие цијаниди кои што се ослободуваат при согорувањето. Јаглеродниот моноксид се врзува со хемоглобинот 200 пати повеќе од кислородот. Значи, и ние да го извадиме пациентот, а и во просторијата каде што гори, ако е нормално 21% кислород во надворешната средина, таму паѓа кислородот дури под 15%. Мора да се внимава. Да се внимава, тука јаглеродниот моноксид се врзува со хемоглобинот и да го извадиме надвор просторијата, не може тој кислород да го избутка јаглеродниот моноксид. Мора пациентот, значи, да се постави или да се постави веднаш на маска лицева, каде што ќе се пушта висок проток на кислород, за да може кислородот постепено да го избутка тој јаглероден диоксид, или да се стави цевка на дишење, пациентите на респиратор на висок процент на кислород, постепено ќе дојде до стабилизација. Друг проблем се цијанидите кои што се дишуваат. Цијанидите делуваат на друг начин, влегуваат во циркулацијата. Тие побавно комплицираат. Тие се во второ време, влегуваат во циркулацијата, зашто белодробието е силно васкуларизирано. Цијанидите влегуваат во циркулацијата и го блокираат искористувањето на кислородот во клетките. Значи, можеби ние пациентот да сме го снабдиле доволно со кислород, меѓутоа клетките не може да го користат ради тие цијаниди. Има по антидоти кои што се дават и го подобруваат исходот во лекувањето. Затоа што се работи, значи, за една сериозни критично болни пациенти, кај кои што, посебно тие што се, значи, со голем процент на изгореници, и навистина бара, значи, деноноќно следење не секој час, него секоја минута на нивните витални параметри и брзо, значи, во моментот да се изреагира, за да не дојде до дополнително влошување или да се развие, како што кажав, тој дисфункција на повеќе органски системи, каде што процентот на преживување е минимален. Во вакви случаи е неопходна интубација, збор кој многу често го слушаме и токму деновиве. Тоа е наша секојдневна пракса, малку звучи. Што значи тоа, еве, да им објасниме на граѓаните? Значи, еве сега дишаме нормално. Да. Се работи за посебна цевка, се вика тубус. Тубус, да. Пластични материјали се со посебна процедура што се вика ларингоскопија, се визуализираат гласните жици, ендотрахеалниот тубус се поставува низ нив до одредено ниво, трахеата, значи душникот, се дели за лево и десно белодробје, ќе се постави над поделбата на десниот и левиот бронх, двете белодробни крила ќе се вентилираат до оној момент додека има потреба. Може да трае од неколку часа, ден, може да трае, доколку има потреба, рековме, доколку планираме
дека ќе трае тоа процесот на механичка вентилација подолго, ќе стои што има потреба, се препорачува и таа рана поставување на таа трахеостомија, доколку сметаме дека тој процес ќе трае подолго време. Така. Затоа што не може бесконечно да стои. Тоа значи дека пациентот, машината диша место пациентот. Има различни модуси на вентилација. Во првите моменти, кога сакаме да бидеме апсолутно сигурни дека го испорачуваме она што треба да го прими пациентот, тој го викаме минутен волумен на дишење, за минута се даваат средства кои што потполно ќе го заспиат и ќе го релаксираат пациентот. Ги местиме параметрите, потоа посебно, значи индивидуално, спрема возраста и физичките карактеристики на пациентот. И секој човек има различни бели дробови. Да. Проценуваме, и капацитетот е различен на секој. Колку е нивната растегливост, колку е отпорот во дишните патишта, и ги местиме параметрите на респираторот за да го задоволат дишните потреби за секој пациент. За да, кога е критично состојбата, употребуваме различни седативи, опијати, релаксанти, се до оној момент додека параметрите, гасните анализи, ацидобазен статус, слика на бели дробови, компјутерска томографија, ултразвук на бели дробови и целокупната состојба на организмот дозволува ова контролирано дишење кое што зависи апсолутно од респираторот, постепено да се намалува, дел од дишењето да биде на респираторот, дел од дишењето да биде на самиот пациент. Параметрите, значи, од респираторот постепено се намалуваат, му даваме простор, лековите што сме ги уклучиле за спиење и за пациентот да биде релаксиран, постепено се намалуваат, се исклучуваат, му даваме опција на организмот сам да се избори, да почне да дише. Има параметри, процедури, значи протоколи за ослободување од механичка вентилација. Да, ќе ги споменеме. Кои што ние ги пратиме. Кога пациентот ќе ги исполни тие критериуми, се остава да диша сам. Кога нема да му треба цевката за дишење, ќе се извади цевката за дишење, се става после на кислородна маска. Протокот на кислород го определуваме спрема анализите кои што сме ги земале. Доколку нема потреби од маската, се трга и од маската. На колку време ги правите тие клучни параметри? Прашањето, има правила, значи протоколи на колку време се прави тоа, меѓутоа кај критичните болни може и повеќе пати во текот на 1 час се прави, за да се прави проценка. Меѓутоа главно неколку пати во текот на денот се прави проценка. Некош ќе праша докторе, направивте 10 слики во текот на денот на белите дробови. Може да се направи една слика на неколку дена. Зависи од состојбата индивидуално. Вас, како анестезиолог, што повеќе ве плашате, народски да се изразам, овие секундарните, второстепените повреди со вдишување или оние првичните со изгореници и скршеници? Иницијално, значи има различни типови на компликации, има рани и касни. Иницијално, кај овие пациенти кои се сретнавме ние, тоа шоковата состојба е навистина драматична, затоа што ако ние не го запазиме тој златен период на брзо интервенирање, ќе останат клетките без доволно кислород. Ќе се влоши состојбата на целиот организам и потоа лекувањето станува навистина комплицирано. Треба да се спроведе одржување на функцијата на повеќе витални системи. Сме ставиле цевка за дишење, треба да водиме грижа за размена на гасене во белите дробови. Останале бубрезите без доволна циркулација развиваат акутна бубрежна слабост, мораме да размислуваме за хемодиализа. Останало... Превентивно се дава во тој случај прва хемодиализа? Не, кога ќе се види дека бубрежната функција спрема резултатите останале бубрезите без функција, мора веднаш да се реагира, затоа што тие се главен елиминатор на штетните материи од организмот преку урината. Останува црниот дроб без циркулација. Останува срцето без циркулација.
на крај останува мозокот без циркулација, без кислород. Тука, ако закаснеме со третманот, настануваат трајни последици, мозочното ткиво нема опција да се... Мозочна смрт. Нема опција да се регенерира. Мозочната смрт дури подосна, меѓутоа може да настанат трајни мозочни оштетувања, кои што потоа можеме да го извадиме пациентот од кризата, меѓутоа да остане со трајни невролошки. Значи, последиците се резултат на се тоа што е направено или не направено за време на третманот и тоа не од приемот во најбрзо време. Не од тој времето се брои не од приемот во болница, него времето се брои од настанокот на повредата. Има, како што кажа, формули кои што се пресметуваат не од кога пациентот сме го транспортирале, пошто тој транспорт требал со саат. Така. Тие саати, значи, не сме да се изгубат. Затоа ги спомнав овие возила што ги имаме, тие се комплетно опремени како една интензивна соба или бокс. Имаат тука секојаш оди, значи, анестезиолог, реаниматор и монитор, разна апаратура. Да, прво ќе спомнам персоналот, возач секако, анестезиолог и анестетичар, што работи во интензивна нега, кои што се во запознаење со сите мерки за лекување, исто како што е да е пациентот во болница. Тоа мора да се спроведе уште при третманот, затоа што ако се изгуби време, после, значи, се отвора дополнителна работа. Но и последиците, компликациите се поголеми. Да. Затоа, значи, има златен период кој што е започнал уште од третманот на пациентот. Има многу проблеми нашата струка, и тие изгореници, треба да се воспостави венска линија. А проблем, ако е сериозно изгорено, треба да се најде вена. Зашто венската линија мора некако да даеме течност. Да се храни организмот со сето ова што го споменавте, да. Има голем број проблеми со кои што се сретнуваат и се сретнуваа колегите, значи, во текот на изминатите денови, зашто се работи за сериозно повредени и изгорени пациенти и колегите, анестезиологот, анестетичарот се навистина не само дишен пат, треба да се обезбеди венска линија, да се пуштат течности, да се пополни васкуларното корито, да се обезболи, затоа што вие сте клучни во првото укажување на помош и одржување на пациентот. Треба да, значи, да се помине таа сериозна обука, за да им се помогне на пациентите во првите неколку сати од третманот, да се избегнат тие рани компликации. Да. Проблемите ги спомнавме со дишниот пат. Тука се стануваат, ако се подлабоки повредите, се јавува и болка, вознемиреност. Мора да се мисли, значи, површинските изгореници, кај што не се оштетени нервните влакна, одат со јака болка. Јаката болка од своја страна мора да го обезболувате пациентот. Дополнителен фактор на стрес, мораме да мислиме и на болката. Мора да мислиме на психолошката состојба на пациентот уште од самиот старт. Тие, ако доколку биле свесни, виделе све што се случува и се под еден драматичен стрес, значи еден многу комплексен пристап кон пациентот и превентивен и тераписки. Како одлучувате да се дозира јачината на кислород на тој респиратор? Колку кислород му е потребен на пациентот? Спрема го спомнавме тој јаглероден моноксид. 200 пати борбата на кислородот со јаглеродниот моноксид. Се препорачува иницијално во првите неколку дена, посебно во првиот ден, процентот на кислород да биде повисок, дури и до 100%, за да може тој јаглероден моноксид да се тргне од врската со хемоглобинот, за да можеме да се врзе, значи, висок процент на кислород во првите 48. Ако одиме со 100%, земеме тие гасни анализи на секој час ако треба и неколку пати, спрема нив се раководиме, доколку се задоволителни параметрите, го оставаме висок процент затоа што не можеме точно да се определи, не покажуваат точно колку процент од хемоглобинот е врзан за тој јаглероден моноксид. Го оставаме, постепено се намалува. Има и други параметри, ги спомнав тие цианиди, кои што не даваат поголем проблем. Не и даваат клетката да дише, има таму едни лактати се зголемуваат
мислиме дека е се во ред, а на резултатите скриени ни кажуваат дека нешто не е во ред. Вентилацијата, ги гледаме параметрите на мониторот, го гледаме респираторот, очигледно навидом е во ред се, меѓутоа резултатите ни се лоши. Тоа е последица на тие цијаниди и треба колегите кои што се занимаваат со оваа проблематика да размислуваат и на тоа. Освен овие цијаниди, во кои други ситуации може нагло да влоши состојбата на критичен пациент, еве конкретно од вдишување на други останати гасови, но и изгореници? Нокси што се има различни типови на изгореници, ние збориме сега за термички радиациони, има од сонцето, ионизирачки зрачења. Отекуваат органите, обезбедуваме дишен пат, обезбедуваме циркулација, други нагли компликации, до толку можат, што критично може да го оштетат организмот, вдишување на страни тела. Ке се запуши, дали било поголеми, дали било помали, рековме, диаметерот на дишните патишта е мал, се зачепува, правиме се што можеме, гледаме, нема вентилација, мора со тој процедура на бронхоскопија да се острани тие нешта. Доколку се работи за некоја термичка повреда јака, освен што термичкиот фактор надворешен, организмот самиот се бори, се јавува една тешка инфламација, организмот самиот се создава еден системски, има термин системски инфламаторен одговор, организмот сам се бори против овие изгореници, сака да помогне. Меѓутоа некогаш е толку јако изразен што тој дополнително ја влошува состојбата. Се зголемува, значи се предизвикува во се насобира течност во белите дроби, алвеолите кај што се полни, кај што се врши гасната размена, се исполнува со течност, со остатоци од некротично ткиво. Ние правиме се, немаме површина за гасна размена. Може до толку да биде оштетено белодробното ткиво, да прсне белодробното ткиво, да излезе воздухот надвор од белиот дроб и градниот кош, да се вика пневмоторакс. Може да дојде до да се оштетат крвните садови, да се изгуби големо количество крв. Тоа е една друга компликација, од тие рани компликации, крварење да настане. Значи, ако е ова хиповолемичен шок, односно крвните садови се без доволно течност, сега крвните садови ќе останат без крв. Значи, да се изгуби крв, па нема што да го врде кислородот ние што го даваме. Значи, тоа се вика хеморагичен шок. Треба, заради тоа се зема, ако треба ќе се даде крв, ако треба ќе се даде плазма, фактори на коагулација, или ќе се пристапи кон хируршко решавање на проблемите кои што станале со крварењето. Има ли потреба од хируршка интервенција овие конкретно пациенти кои беа кај вас? Тоа е комплексна работа. Клиничката болница Аџи Бадем Систина. Комплексна работа е. Пластичен хирург во нашата болница има неколку. Да, и утре ќе говориме со пластичен хирург, главен задолжен за хируршки третман за нови изгорени пациенти, професор доктор Боро Џонов, колку што разбрав, он ќе биде утре ќе разговараме со него околу изгореници. Не би се задржал толку многу во хируршкиот третман, има различни степени, прв, втор, трет, четврт. Да. Кај овие што се потешки изгореници, втор, трет, четврт степен, секојдневно се прави обработка на раните кои што се јавуваат затоа што има таму изумрено ткиво, се прави оток, се прави оток кој што отокот ги притиска крвните садови и не дозволува крвта да дојде до едноставно прекинува крвотокот. Но и во вакви ситуации вие како анестезиолози мора да го следите тој монитор или едноставно да сте заедно и во салата и постојано до пациентот. Тоа е заедничка комплексна работа, заедничка мултисекторски. Тука уште од мултидисциплинарен од кризниот штаб уште во раните утрински часови на 16 неделата се направи посебен лекарски конзилиум заедно со менеджментот и со управата. Во тој кризен штаб и лекарски конзилиум има анестезиолози, реаниматори, хирурзи,
радиолози, интернисти од сите гранки, ги спомнам, кардиолог, нефролог, пулмолог, сите се вклучени во офталмолог, дури очите страдаат. Еве за настраданите што беа примени во нашата болница, се вклучи и колегите од затоа што треба се комплетна грижа за пациенти. Од глава до пети. Но добра вест е дека слушаме дел од пациентите кои биле интубирани, односно приклучени на механичка вентилација, односно респиратор. Вчера, еве, слушнавме конкретно и од Чинемо Танкара, 4 биле екстубирани, односно во кој случај може да се исклучи пациентот од таа машина и да почне самостојно да диша? Видов да ги спомнавме овие превентивно гледаме пациент дека може да ни влоши, го ставаме тоа цевка за дишење. Според параметрите пациентот ќе го разбудиме, има добри параметри, ја вадиме цевката, поминува. Као што се со терапевтско поставување на механичка вентилација, има параметри кои што ги следиме. Голем дел од нашата специализација, анестезија со интензивно лекување, можам да речем повеќе од 50% е врзана за механичката вентилација. Да. И тоа е нашиот буквар. Да. Значи, за да може некој да стане анестезиолог, реаниматор, да се занимава со, мора да ги знае индикациите за поставување на механичка вентилација и за вадење. Да. Тоа е како што во другите професии си има, тоа е, значи, наша азбука на мора да знаеме тоа за да може да го работиме ова што го работиме. Има постулати, има параметри, се следат, ги задоволува пациентот, ја намалуваме поддршката, постепено диша сам, ги намалуваме процентот на кислород, се работи за позитивно притисочна вентилација. Што значи тоа? Машината работи на позитивен притисок, под притисок се впумпува воздух во дишните патишта. Постепено ги намалуваме тие притисоци. Пациентот сам прави респираторен напор, вдишува воздух, смесата која што ние ја правиме, ги спрема гасните анализи, спрема не само гасните анализи, целокупната состојба, некојаш гасните анализи може да бидат добри, ама оне со висока поддржка. Има низок притисок, има ритми, мора сите работи да добијат една целина. Пациентот го сметаме дека може да се извади од респиратор, стабилизиран, се вади од не велам дека 100% секогаш дека ќе остане ништо не е 100%, некогаш ќе мора да го вратиме назад. Да го вратите, да. Тоа не се работи за погрешна проценка, него едноставно пробувате, мора да дадете шанса. Да. Процесот на лекување е динамичен, не е ништо статичко. И се мислам битно се случува се индивидуално, да се следи, да не си речеме сега добро пациент го извадиме од респиратор, одма да го префрлиме на одел, па таму ќе го гледаат. Не, значи понатаму останува на интензивна нега. Останува се до еден момент додека ние не сме сигурни дека ги исполнува критериумите да биде префрлен на одел каде што има пониско ниво на грижа. Пониско ниво на грижа не сме го ставиле ние надвор, него секоја болница, секоја болничка установа има највисоко ниво на грижа и неколку степени пониско. Највисокото ниво на грижа е во единиците за интензивно лекување. Го подготвувате ли пациентот, бидејќи цело време, како што рековте, е заспан, за да го обезболувате, да не чувствува болка и спие, кога ќе се разбуди? Потребна ли е некаква подготовка? Пациентот кога е потполно заспан и потполно зависен, он е на вештачка поддршка. Без наша грижа, он мора да има грижа за да може да преживе. Во моментот кај овие што се пациенти со изгореници, како една од подоцните компликации, се јавува инфекција. Да. Инфекцијата... Познато сепса кај инфекцијата е една од нечестите инфекции. Кожата е бариера. Тие се поставени во посебни боксови под позитивен притисок. Има такви во нашата болница. Една сестра води грижа за еден пациент. Целото нејзино работно време она е медицински над пациентот. Води грижа само за тој пациент.
во просторијата може да влезат за конзилиарни прегледи реаниматорот, хирургот, пластичарот, очен лекар, спомнавте, пулмолог, нефролог, од било која специјалност, меѓутоа мора да се води строга сметка на мерките на строга асепса, антисепса, дезинфекција, се облекуваат, ако се сеќавате, исто како кај ковидот. Да. Имавме и таква една голема криза. Тогаш имаше потреба од механичка вентилација, односно од респиратори, постојан мониторинг. Тогаш, сега се навратам, имаш за ковид кризата, имаше драматично лоши промени од вирусот на белите дробови со фиброза. Значи, фиброза е мртво ткиво, кај некој речиси комплетно нефункционално белодробие, па во светските центри беа направени и повеќе трансплантации на белодробие, зашто на пациентите не функционира. Едноставно ги немало, не можело да се видат на снимки. Значи, со сите мерки што се презема и дури методи на вонтелесно крвта се вади надвор, екстракорпорална циркулација, крвта да се извади надвор, да се оксигенира, да се врати назад, ама ако тие немаат... Дали токсините можат да предизвикат вдишување на разни цијаниди, но и останати штетни материи, фиброза на белите дробови? Хемиско оштетување на белите дробови и организмот, освен што е тоа, сакам да и предска спомнав, освен што тие хемиски нокси, честички, сега со ова аерозагадување, од помали до поголеми. 2,5 и 10. Да, имаат различни. Најмалите стигнуваат до... Преку крвта, да, до стигнуваат до алвеолите. алвеолите, предизвикуваат едно хемиско оштетување, хемиско воспаление. Тука се создава, значи, во секој воспаление води исто со оток, со течност, се исполнуваат една... Прво се работи за едно хемиско воспаление на кое се оштетуваат одбранбените механизми на белите дробови, не може адекватно да се искашла тој секрет и има услови за се направи пневмонија. И таа е дополнителен, значи, кој продолжува лекувањето и го искомплицирува. Да земаат после примероци од белиот дроб со аспирација, се праќаат на микробиологија, од таму добиваме резултати за кои и за колку микроорганизми станува збор и се прават антибиограми и спрема нив се даваат антибиотици. Многу е, мислам, комплексно. Сложен е долг е процесот, да. Дали деновиве имавте мониторинг, бидејќи во државата има и експерти токму за изгореници од неколку држави, Израел, ВМА од Белград, дали и кај вас ги видува пациентите? Ние сме во постојан секојдневен и во повеќе пати во текот на денот во комуникација со Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство. Има екипи кај нас од Република Чешка и од Израел. Веднаш, веќе наредниот ден, дојде екипите од интензивист и пластичен хирург од Чешката република, потоа дојде од Израел. Значи се запознавме со докторите. Разменивте искуства. Разменивме искуства. Тие кажаа дека во моментот се согласуваат со сите мерки на третман и терапија на пациентите кои што се во нашата болница. Истиот тип на лекување ќе бил и спроведен и во болниците во Чешка и во болниците во Израел. Апсолутно, они стојат на располагање и ние сме отворени за соработка и за размена искуства, што се работи за човечки живот, не постојат тука суети. Така е. Јас можам се работи за човек кој што мора да го излекуваме, даваме се од себе за да процесот на лекување биде успешен, што пократок, затоа што се работи тука не само за пациентот, нивните семејства се силно вознемирени и очекуваат позитивни резултати. Даваме се од себе да се заврши овој процес. Ова тешка борба која е пред нас, пред сите нас, но пред се изразија задоволство од благодарност до сите од тоа што здравствени работници ние го превземаме во моментот со повредените пациенти кај нас.
Почитувани, бидете и утре со добриот доктор и останете со Сител телевизија.